Убав збор. Неодамна се преселив. Хигиеничарката од стариот дом не можеше да доаѓа во новиот. Го замолив пријателот да ми предложи некоја. Ки ти ја пратам жената која чисти кај мене, рече. Многу е добра. Разговарав со неа по телефон и се согласи да дојде. Закажавме средба и се фати за работа. Веднаш забележав дека е одговорна и темална. Морав да заминам некаде, па ја оставив дома да ја заврши работата. Кога се вратив, таа веќе заминала. Нема време да ја покажам каде стоят работите, но таа сама нашла се. Каде стоят средствата за чистење, каде ја чувам постелнината и така натаму. Куќата беше чиста како стакло. Како да дошла некоја самовила и се средила со допирот од низиното волшебно стапче. Воодушевен бев. Порано ќе ги отстранев нештата, како што си немаше ништо да направам. Но сега веќе не. Научив како да споделувам. И се јавив. Здраво, Валентина. Прво не ми го позна гласот. Овде Стефанос. Нешто не е во ред? Перено ме праша. Не, се е во ред. Што е работата? Се јавив да ти кажам дека си завршила одлична работа. Куќата е совршена. Реков и ја додадов забелешката во самовилата. Неколку секунди немаше одговор. Мислите задоволен сте? Не само што сум задоволен, туку сум и восхитен. Таа беше вчудоневидена. Можеби никогаш никој така не е собратил. Можеби таа беше трогната. Благодарам, рече. Многу ви благодарам. Ја почувствував низината насмевка преку телефонот. Беше пресреќна. Се договоривме кој ден да дојде следната недела. Кажете убав збор. Прво кажете си го самите себе си, а потоа и на некој друг. Навистина им е потребно да го слушнат. И повеќе од колку што мислите. Им го разубавувате животот, го разубавувате светот. Бидете дарежливи со пофалбите, тоа носи уште поголеми пофалби. Радоста треба да се сподели. Ако ја чувствувате во себе, таа ќе ве обседнува. Имам пријател со кого работевме во минатото и кој се разбира од фотографија. Му ја покажа фотографијата која ја направив. Леле Стефанос, рече тој, одлична фотографија. Толку бев горд кога го слушнав тоа, што може би пораснав за 1 сантиметар. Кадарот е многу добар, но си можел да ја скратиш овде. Фала, Ник, и уште подобро, си можел и лицето така да го фотографираш. Фала, Ник, ми посочи уште неколку забелешки. Фала, Ник, најпосле ја кажа последната забелешка. Леле, се шегуваш со мене? И ја распрачи фотографијата. Почнав да се смеа и тој се насмеа, но го послушав, бидејќи имаше да каже убав збор, бидејќи направи да се чувствувам ценета.